Поштовани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Во текот на оваа година општина Виница донесе 4 детални урбанистички планови, а во процедура се уште неколку. Меѓу нив се и урбанистичките планови за блокот 18 дел 4, како и за блокот 6 дел 1 низ 3 и дел 4 за кои веќе се одржа јавна расправа. Локалната самоуправа на Виница продолжува со урбанистичкото планирање во населените места од општината, за што неопходно е носењето од детални урбанистички планови. Во текот на оваа година веќе се усвоени 4 детални планови, а во фаза на донесување се уште 2, за кои се одржа јавна расправа. Во тек е анкета меѓу граѓаните, при што тие можат да доставуваат своји забелешки во законски предвидениот рок. Работиме на уште 9 детални урбанистички планови, еве овие се во крајна фаза 2 детални урбанистички планови, а додека се работат и други детални планови, тоест блок 7 дел 2, кој што е исто така при крај и се очекува јавна расправа, тоа е поточно под болницата во Виница, а исто така се работат и детални урбанистички планови за повеќе населени места, за Блатец, Истибања, Лески, Лаки и Трсино. Со деталниот урбанистички план за блокот 18 дел 4 предвидена е изградба на комерцијални деловни намени, големи трговски единици како и за зеленило, спорт и рекреација. Овој опфат е со површина од 0,6 хектари. Со деталниот урбанистички план пак за блокот 6 дел 1 низ 3 и дел 4 опфатена е површина од околу 8,5 хектари. Таа е наменета за изградба на објекти за индивидуално домување во куќи и за стамбени згради, како и за комерцијални и деловни објекти, зеленило со спортски рекреативни содржини. Министерството за економија му додели признание на рудникот Саса за спроведување најдобра општествено одговорна практика меѓу компаниите во државата. Рудникот годинава за прв пат учествуваше на надпреварот и доби награда за вложувања за подобрување на условите за живот во заедницата. На овогодишниот традиционален надпревар за најдобри општествено одговорни практики, што по 12-ти пат го организираа Министерството за економија и Координативното тело за општествена одговорност на предпријатијата, рудникот Саса беше награден за најдобра општествено одговорна практика за реализација на својата долгогодишна платформа за поддршка на заедницата. Рудникот за прв пат учествуваше на овој национален конкурс и тоа во категоријата вложување во заедницата, во која секоја година се надпреваруваат најголем број компании. Општествено одговорните активности на рудникот Саса се особено насочени во неколку приоритетни сегменти, како што се благосостојба и социјална сигурност на вработените, заштита на здравето и безбедноста на вработените, изведувачите и посетителите на рудникот, како и заштитата на животната средина. Дополнително, рудникот секоја година вложува значајни финансиски средства за реализација на поголем број активности во образованието, спортот, здравствената и социјалната заштита, културата, инфраструктурата, животната средина, со кои се овозможува унапредување на квалитетот на живот во локалната заедница. Рудникот за олово и цинк Саса е најголем македонски рудник со подземно ископување и во него вработување наоѓаат лица не само од македонска каменица, туку и од соседните општини во регионот. Од ноември 2017-та рудникот Саса е дел од Central Asia Metals, специјализирана компанија за развој на рударство со седиште во Лондон, која котира и на лондонската берза. Со окупувањето на рудникот од претходните собственици, Central Asia Metals почна со реализација на инвестициски циклус што треба да обезбеди одржлив развој на рудникот, преку вложување во современа технологија и примена на меѓународни стандарди и практики во рударството. Во сообраќајна несреќа што се случила во вторникот вечерта во Кучани, потешко повредено е малолетно девојче. Поради сериозноста на повредите, таа била пренесена на лекување во Кочанската општа болница. Продолжува негативниот биланс на сообраќајниците во Кочани и регионот, при што полициските служби бележат непочитување на законските прописи и сообраќајни несреќи со повреди и материјална штета. Покарактеристична во изминатото денонокие е сообраќајката што се случила на булеварот Тодосија Паунов, во која настрадало и едно малолетно лице. Според известувањето од Министерството за внатрешни работи, во вторникот околу 20 часот и 50 минути,
Во полициската станица во Кочани било пријавено дека патничко моторно возило Ауди Q7 со бугарски национални ознаки, управувано од 28 годишниот БЦ од Кочани, удрило во 17 годишно девојче, кое како пешак ја преминувало улицата. При тоа, од ударот, малолетничката се здобила со потешки телесни повреди, поради што била пренесена во Кочанската општа болница, каде и е укажана неопходната лекарска помош. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од полициската станица во Кочани, која работи на расчистување на околностите, поради кои дошло до сообраќајната несреќа. Освен оваа сообраќајка, во вторникот околу 10 часот предплатне на патот градско Прилеп кај местноста Фариш се случила уште една сообраќајна незгода помеѓу патничко возило Форд со битолски регистарски ознаки управувано од 65 годишниот СГ од Битола и патничко возило Кија со штипски регистарски ознаки управувано од 37 годишниот ДР од Кочани. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил со патникот во патничкото возило Форд, кој бил пренесен во општата болница во Кавадарци заради укажување лекарска помош. При тоа бил извршен и увид на местото на незгодата од страна на екипа од полициската станица во Кавадарци. Учениците во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов ќе стекнуваат знаења во виртуелна реалност. Станува збор за проект во кој се вклучи училиштето, а кој финансиски е поддржан од Еразмус плюс програмата. Во градот Лудберг во Република Хрватска се одржа почетниот состанок на проектните партнери од проектот Образование во виртуелна реалност, поддржан со финансиски средства од Европската унија, програмата Еразмус плюс. Во овој најнов проект од оваа програма учествуваат проектни партнери, невладини организации и средни училишта од Република Хрватска, Бугарија, Кипар. И од нашата држава ќе земат учество представници од локална акциона група, како и наставници и ученици од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов од Кочани. Главна цел на проектот е да се применат најновите технологии за користење на виртуелна реалност со цел за унапредување на воспитно-образовниот процес. Предвидено е во рамките на проектот за Средното училиште Лјупчо Сантов да се набави потребна опрема за користење на виртуелна реалност во вредност од околу 6.000 евра. Наставниците од Кочанската гимназија ќе бидат обучени да со користење на оваа опрема ги применат постојните софтверски образовни модули во виртуелна реалност, кои се слободни за користење на интернет, но исто така во рамките на проектот ќе биде развиен и посебен софтвер во виртуелна реалност со примена на концептот Escape Room. Со користење на овој софтвер, учениците од училиштето ќе учествуваат во транснационалниот компетитивен настан заедно со учениците од средните училишта од останатите држави. Учениците, членови на најдобрите тимови од секоја држава, ќе имаат можност да патуваат во Република Хрватска, подетелно да се запознаат со изработката на софтверски решенија со користење на виртуелна реалност. Проектот ќе се одвива до октомври 2021 година, а следниот настан е предвиден да се одржи во февруари 2020 година во градот Пазарџик, Република Бугарија, како втор состанок на проектните партнери, како подготвителен настан пред започнување на планираните обуки на наставниците. Хуманитарен концерт за помош на Славица Димитрова од Кочани организира Сдруженијето на слепи и слабовидни лица и Сдруженијето на телесни инвалиди од Кочани. Ке се одржи в сабота на 7 декември во 18 часот во Центарот за култура Бели Мугри. Сдруженијето на слепи и слабовидни лица и Сдруженијето на телесни инвалиди од Кочани во заедничка хумана мисија за помош на нивен член Славица Димитрова, која собира средства за лекување на очите. Имено Димитрова боледува од макуларна дегенерација и ренитопатија с пигментоза, генетско заболување на очите за кое во Македонија нема соодветен третман. Потребно лекување во Русија, третман соматични клетки на Институтот за очни болести во Санкт Петербург. Таа беше на 2 третмани досега и сега собира средства за третиот третман, од кој би требало да има големо подобрување и да ја достигне целта за целосно опоравување. Двете здруженија за неа организираат концерт. Сдруженијето на слепи и слабовиди лица во Кочани во соработка со Сдруженијето на телесни инвалиди мобилност од Кочани организираат хуманитарен концерт по повод одбележувањето на 3 декември Меѓународниот ден на лицата со хендикеп. Организираат концерт во Кочани на 7 декември во сабота, кој ќе се одржи во Домот на култура Бели Мугри во Кочани, Центарот за култура Бели Мугри во Кочани,
на кој ќе настапи културно-уметничко друштво Билјана од Скопје, кои го сочинуваат слепи лица кои пеат и свират. Исто така ќе настапат и фолклорни ансамбли како што се Китка од Истибања, фолклорен ансамбл Руен и фолклорен ансамбл Бели Мугри од Кочани, и како главни или специјални гости ќе настапат Јордан Митев и Ирена Спасовска. Во оваа прилика ги поканувам сите хумани луѓе да помогнат уште еднаш на Славица Димитрова и да се достигне целта и да концертот биде стварно успешен, затоа што влезницата е 50 денари, па се надевам дека ќе се заврши добра работа. Концертот кој ќе се одржи в сабота на 7 декември во Центарот за култура Бели Мугри со почеток во 18 часот се организира по повод одбележување на меѓународниот ден на лицата со попреченост. Влезницата изнесува 50 денари. Следува информацијата од спортот. Младата кочанска шахистка Јована Давидкова го освои второто место на меѓународен шаховски турнир што се одржа во Битола. Таа беше меѓу надпреварувачите со најмногу бодови, меѓу своите врсници до 12 годишна возраст и заслужено се најде на врвот. Уште еден успех постигна 10-годишната Јована Давидкова, членка на шаховскиот клуб Кочани. Таа го освои второто место на четвртиот младински шаховски турнир Државин 2019, што го организираше Меѓународниот славјански универзитет Државин во Битола. Со тоа, за само една недела по освојувањето на првото место во државата во конкуренција на ученици од основните училишта, талентот на Давидкова повторно дојде до израз, а пласманот меѓу најдобрите воопшто не е изненадување. На турнирот во Битола Давидкова настапи во категоријата U12 за момчиња и девојчиња. Со 2 победи, 3 реми и 2 пораза, таа освои вкупно 3,5 поени, што беше доволно за пласман на втората позиција зад директниот конкурент Никола Павковски од Скопје, кој освои 4,5 поени. Трето пласиран беше Кристијан Лазовски од Скопје, кој освои 3 поени. Инаку на турнирот во Битола Давидкова одигра вкупно 7 партии по швајцарски систем во класичен шах. Почитувани, тука ги извршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.